од одржувањето на манифестацијата Скопски маратон 2014 на 11.5.2014 година во недела. Во периодот од 7:30 до 14 часот ќе биде изменет режимот на сообраќај. Вие гледате Урбаните вести. Започнуваме веднаш. Пуштен во употреба локалниот пат во населеното место Огњанци во општина Петровец. Завршен филмот До Балчак. Премиерата се очекува во септември. Привршува асфалтирањето на улицата во Стопански двор. Секоја сабота детски зоофест во зоолошка градина. Се реконструираат фасади на Илинденска. Промовиран водич за исхрана на населението во Република Македонија. Во населеното место Огњанци во општина Петровец денеска свечено беше пуштен во употреба локалниот пат во должина од 700 метри како продолжение на претходно асфалтираните 1100 метри. Средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка преку програмата за поддршка на руралните неразвиени подрачја во висина од 5 милиони динари. Повеќе детали од Томислав Атанасовски. Во населеното место Огњанци во општина Петровец се изврши асфалтирање на патот се до центарот во должина од 770 метри, како продолжение на претходно асфалтираните 1100 метри кои водеа до влезот на населеното место. Со децении неназад патот до и во населеното место Огњанци беше во катастрофална состојба, полна со дупки по кои тежното се движеа возилата. Сега сето тоа е минато. Денеска истиот беше и свечено пуштен во употреба од страна на градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски. Денес имаме свечено пуштање на локална улица овде во населеното место Огњанци, улица која ги спојува двете населени места Огњанци и Петровец. Улицата е долга 700 метри, широка 5 метри. Средствата се обезбедени преку Агенцијата за поддршка на земјоделието и руралниот развој. Ова беше приоритетно барање на сите жители од населеното место Огњанци, бидејќи до реконструкцијата улицата беше во многу лоша состојба и единственото барање на жителите беше овој пат да го направиме, да го асфалтираме, бидејќи секоја единствена врска со најголемото населено место Петровец беше токму оваа улица. Асфалтирани се приближно 2 километри пат со средства обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка преку програмата за поддршка на руралните неразвиени подрачја. Вредноста на овој проект изнесува околу 5 милиони денари. Започна нанесувањето на вториот завршен слој на асфалтна маса на новата улица долга 1240 метри од населбата Стопански двор, која ги поврзува населбите Волково, Ново село, Кисела јабука и Стопански двор со клучката на заобиколницата. Градежните машини на компанијата Бетон од Скопје се на терен и до сабота работите на главната траса се очекува да бидат целосно завршени. Во последната фаза ќе се работи на финиширање и асфалтирање на тротоарите, кои се протегаат по двете страни од улицата со широчина од 1,5 метар. Со изградбата на оваа улица, општина Ѓурче Петров ќе добие уште еден брз излез кон коридорите 8 и 10. Улицата се гради со грант средства од Европската и Светската банка во висина од 100.000 евра. Низ целата должина се поставени нова водоводна и канализацијска мрежа и улично осветлување. Режисерот Столе Попов трейлерот за неговиот најнов филм До Балчак го представи денеска во компанијата за визуелни ефекти и анимација на филм FX3X во присуство на министерката Елизабета Канчевска-Милевска и директорот на Агенцијата за филм Дарко Башевски. Филмот на Столе Попов До Балчак со поднаслов Македонска приказна е готов и во септември се очекува неговата премиера. На 20 мај ќе биде прикажан пред дистрибутери на филмскиот маркет на фестивалот во Кан, заедно со Деца на сонцето на режисерот Антонио Митрикески. Постпродукцијата на филмот на Попов е направена во компанијата за визуелни ефекти и анимации за филм FX3X, каде што денеска беше прикажан трейлерот во присуство на министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и директорот на Агенцијата за филм Дарко Башевски.
Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска верува дека филмот ќе постигне голем успех на многу филмски фестивали. FX3X работеше и на постпродукција на филмот на нашиот режисер Столе Попов до Балчак, кој што е веќе завршен. Денес имавме можност да го видиме и трейлерот од филмот, каде што навистина може да се види значењето на филмот и од историски, од културен аспект. Убедена сум дека филмот има огромни успеси на голем број фестивали. Се очекува премиерата да биде во Македонија, значи во септември. А сега на 20 мај, значи, филмот до Палчак на Столе Попов ќе биде прикажан на маркетот на Канскиот фестивал на 20 овој месец, каде што ќе биде прикажан и филмот на Антонио Митричевски, кој што исто така е завршен и готов. Јас се надевам дека ќе имаат и успешни преговори и разговори со голем број на селектори на другите фестивали кои што се очекуваат оваа година. Тоа е во Москва фестивалот и фестивалот во Карлови Вари. Јас сум убедена дека во септември ќе имаме одлична презентација на филмот, сите ќе може да го видат филмот на Столе Попов. Филмот може да се види дека наликува, морам да кажам, на еден светски филм. Режисерот Столе Попов е задоволен од својот нов филм, за кој рече дека е на ниво на неговите претходни филмови и затоа што го реализирал проектот по многу години застои и одложувања. Режисерот, кој во кариерата има и номинација за престижниот Оскар, рече дека премиерата се очекува во септември и дека ќе се обидат да го пласираат на големите светски фестивали. На крајот, после толку години, имав можност да го реализирам овој проект, затоа што ја мислам дека поминаа 25-6 години како со Горан Стефановски ја почнавме оваа одисеја околу пишување на сценариото, па имаше едно, богами, 2-3 неуспешни обиди во овие 25 години. Го направивме филмот и иако можеби звучи нескромно и ја секој пат избегавам да давам мислења за своите филмови, меѓутоа можам да го кажам своето интимно чувство дека сум апсолутно задоволен од филмот и дека филмот е на ниво, сигурно, на ниво на моите претходни филмови. Ќе се обидеме да го пласираме на некој од големите светски фестивали. Нажалост не успеавме затоа што требаше сепак да биде многу порано затворен за да го понудиме на Канскиот фестивал за програма. Меѓутоа веќе го прикажеме на маркетот. Ќе се обидеме да донесеме луѓе, селс агенти и дистрибутери и така, да видиме како тие ќе го прифатат и дали некој би се нафатил за светска промоција на филмот. Во компанијата FX3X, која работи и за светскиот пазар и има околу 150 млади креативци, е завршена постпродукцијата, односно монтажата и визуелните ефекти, освен финалниот микс кој е направен во Чешка. Еден од незините сопственици, Миливој Ѓорѓевиќ, истакна дека им е чест кога работат на македонски филмови. На постпродукцијата се работеше околу 10 месеци и целиот материјал од камерата до предавањето во кино беше одработен во FX3X, рече Ѓорѓевиќ. Една од најубавите зоолошки градини на Балканот, Скопската зоолошка градина, го најави проектот Детски Zoo Kids Fest 2014, забавен и едукативен фестивал наменет за најмладите, кој во текот на секоја сабота до месец октомври ќе имаат можност покрај стандардните забавни содржини да се забавуваат со овој уникатен детски фестивал. Фестивалот Детски Зоофест 2014 е замислен како едукативно забавен настан кој ќе се одржува секоја сабота од 11 до 13 часот. На фестивалот ќе настапуваат децата учесници на популарниот детски фестивал Поточиња, кои ќе ги пеат своите најголеми хитови. Како дополнителна забава за присутните ќе биде можноста да научат дел од модерните танци заедно со танцовиот клуб Сонриса, чии инструктори од сцената ќе ги покажуваат карактеристичните движења за сите популарни танци. Конечно, едукативна нота на целиот настан ќе дадат аниматорите од Сезар Роденден, кои за децата имаат подготвено различни едукативни содржини, игри над превари како и посебен шатор во кој ќе се откриваат посебни таленти. Инспирирани од животните, игрите ќе ги забавуваат децата, но и ќе ги учат за животните кои живеат во зоолошката градина.
Идејата е покрај забавата, децата, но и возрастните да слушнат конкретни и точни информации за животните кои се станари на зоолошката градина. Ние имаме навистина уникатни видови за кои веруваме дека посетителите може да знаат повеќе информации и да се запознаат со нивните уникатни карактеристики, изјави Дане Кузмановски, портпарол на зоолошката градина од Скопје. Водител на фестивалот ќе биде Марко Новевски, кој ќе се погрижи децата да имаат незаборавни искуства во импровизираната џунгла во зоолошката градина. Дополнително, целиот настан е поддржан од Македонската радиотелевизија, која секој фестивалски ден ќе го емитува под наслов Распеана зоолошка. Со овој настан, зоолошката градина во Скопје го најавува незаборавното лето кое го подготвува за најмладите, со желба што повеќе дечиња да дојдат и да се дружат со животните, но и да се забавуваат и едуцираат, бидејќи едукацијата преку забава е најуспешниот начин на стекнување знаења. Обновени термофасади добија жителите на зградите со броеви 85 и 87 на булеварот Илинден. Овие згради ги обнови општина Центар, од каде што соопштуваат дека во договор со станарите е задржан првобитниот лик на зградата, кој е освежен со нови бои. Двете нови фасади кои ги изведе Пелагонија чинат 7 милиони денари. Овие две фасади се дел од композицијата од 6 згради, од кои секоја нова фасада ќе се разликува во еден гест, со пермутација на бои. Општина Центар со ова го продолжува проектот за обновени енергетско ефикасни фасади, со кои сметките за топлинска енергија ќе бидат намалени за 1/3, велат од Општина Центар. Најавниот повик од Општина Центар минатата година се пријавија 32 колективни станбени згради, кои има обезбедено прелиминарна согласност за промена на прозорците и балконски врати од најмалку 70% од станарите. На булеварот Илинден 3 институции обновуваат објекти. Министерството за култура почна конзерваторско-реставрацијски интервенции на 2 објекта со броевите 41 и 63. Овие згради се изградени во периодот меѓу двете светски војни и имаат третман на заштитено културно наследство. Освен овие, уште 2 згради на Илинденска имаат статус на културно наследство. Тоа се зградата на МЦМ и објектот на детскиот културен центар Карпош, кој веќе е конзервиран. Град Скопје пак ќе обнови фасади на 18 згради од двете страни на Илинденска, на потегот од влада до градски парк. Нацрт верзијата на првиот водич за исхрана на населението во Република Македонија. Денеска ја презентираше министерот за здравство Никола Тодоров. Водичот ги содржи основните и најважни препораки за исхрана со цел промоција на подобро здравје, како и предупредување за ризиците поврзани со консумирање определена храна. Тодоров истакна дека водичот за исхрана представува базичен документ кој првпат е изготвен во таква форма и денеска е објавен и на веб страницата на Министерството, како драфт документ за јавна расправа, со можност да се дополнува и надградува со искуства и ставови од стручната јавност, невладиниот сектор и граѓаните, кои имаат можност да придонесат за зголемување на здравствените придобивки на населението. Крајната цел, како што рече, е за 10 дена да имаме финален водич. Препораките во водичот се наменати за здрави лица на возраст над 2 години. Насоките во водичот се корисни и за луѓето кои имаат зголемен ризик од хронични болести. Несоодветната исхрана и слабата физичка активност се најважните фактори кои придонесуваат за епидемијата на зголемена телесна тежина и дебелина во светот. Тие проблеми се се повеќе присутни и кај популацијата во Македонија. Бројките покажуваат дека 60,5% од мажите и 47,8% од жените на возраст над 20 години имаат зголемена телесна тежина, а околу 20% од возрастните се со различен или повисок степен на дебелина. Лошата исхрана и физичката неактивност, освен со зголемена тежина, се поврзани и со најголемите ризици за морбидитет и морталитет на населението, во кои се вбројуваат кардиоваскуларните болести, хипертензијата, дијабетот тип 2, остеопорозата и некои типови на рак. Првото поглавје во водичот се однесува на одржување соодветна телесна тежина. Во однос на храната што треба да се фаворизира, во водичот се посветува внимание на придобивките од консумацијата на овошјето, зеленчукот, интегралните жита, млекото и млечните производи, рибата, постното месо и живина, јајцата, гравот и грашокот, јаткастите плодови и семиња, калиумот, калциумот, железото, фолната киселина, потенцира Тодоров.
како до здрави навики во исхраната е наредното поглавје кое е опфатено во водичот и во него е опишано дека постојат значајни докази од истражувања поврзани со составот на групите на прехранбени производи вклучени во определени начини на исхрана, кои се создадени за клинички истражувања. Насоките во водичот во чие последно поглавје е опфатена темата како до поздраво живење, се базирани на прифатените научни созданија од најрелевантните европски и светски центри, кои се занимаваат со науката за исхрана, кои представуваат основа за правилна исхрана на населението, како и корисна алатка за здравствените професионалци, кои ќе можат врз база на овој водич да ги базираат индивидуалните препораки за своите пациенти. Работнички со 2:0 го победи Металург во финалето на купот и стигна до третата куп титула. Оклахома и Индијана израмнија на 1:1 во победи во полуфиналето на своите конференции од НБА плейофот. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.